Сонцето секогаш сјае на телевизија, но во реалноста е малку поинаку. Во зимските месеци се случува сообраќајот да биде отежнат или пак потполно блокиран поради снежните намети. Пред се, во автомобилот покрај пропишаната зимска опрема би требало да ги имате и следните работи кои не се законски пропишани, но во голема мерка ќе ви помогнат безгрижно да го поминете патувањето, па дури и ако сте заглавени преку ноќ во некоја недојдија. Пред се, треба во внатрешноста на ГПК да имате четка за чистење снег и исто така гребач за мраз, кои ќе ви помогнат не само да го исчистите автомобилот, туку и да ги изгребете залепениот мраз на шофершајбната, односно на стаклените површини. Исто така препорачливо е да имате една ваква лопата за да полесно го исчистите снегот околу автомобилот доколку сте заглавени, за да можете полесно да излезете на сообраќајница. Исто така, ако сте заглавени, многу ви е од помош би била и лентата за влечење, и некои ја викаат и сајла, со што друг возач би можел да ви помогне да ве истргне од длабокиот снег. Многу битна работа е и да имате кабли за стартување на акумулаторот, бидејќи кај постарите акумулатори може да се случи да се испразни и со помош на каблите ќе можете да го стартувате работењето на моторот. Ова се работи од технички аспект, но многу е битно да имате и една торба која цело време ќе ви следи во ГПК заедно со овие помагала, а тоа се однесува на возачот. Пред се, треба да имате исто така полнач за мобилен телефон, бидејќи батериите на мобилните телефони многу полесно се празнат кога се наладно. Многу битно за одржување на оптималната телесна температура е да имате сува и топла облека. Затоа ви препорачуваме секогаш во оваа торба да имате капа, суви чорапи и ракавици. Доколку сте заглавени на патот, треба и да бидете загреани. Тоа ќе ви помогне едно кебе, кое не е многу тешко и не зазима многу простор. Во зимските месеци, иако мислат луѓето дека тешко се дехидрира, напротив, организмот и на ниски температури дехидрира, па затоа требате секогаш да имате со себе едно шише вода. И на крај, за да ја одржувате нивото на енергијата и да ја регенерирате, морате да имате некое јадење. Најповолни се сувото овоше, како што се овие суви сливи, ќе ви помогнат да ја регенерирате енергијата неопходна за работа на метаболизмот. Исто така може да користите и чоколада или друга пакувана високоенергетска храна. Ова беа советите што да имате во вашиот ГПК за време на зимските услови на возење. Но погледнете го патот зад мене. Тој е цел прекриен со снег. Во законската регулатива пропишано е дека морате да имате зимски пневматици или пак да имате синџири за снег. Ние одбравме да имаме зимски пневматици, бидејќи тогаш не треба да носите синџири, но добро е да ги имате доколку патувате по вакви патишта. Сепак, ние во следните неколку минути ќе ви дадеме неколку совети како да се однесувате на ваков пат. Прво и основно правило е кога возите во услови на снег е да бидете многу предпазливи, бидејќи треба да видите и да се прилагодите на условите на патот. Не е доволно да
само зимска опрема. Нашиот избор на пневматици е Continental 850 TS, кои се меѓу врвните пневматици во својата класа. Па, може би ќе ни биде и поедноставно возењето на снег. Прво, кога почнувате морате да ја осетите подлогата на патот. Во возење, кога имаме снежни врнежи на патот, треба да се придржуваме кон неколку правила. Првото е, кога ќе тргнете да возите, треба да ја процените ситуацијата и прилепувањето на пневматиците на патот. А тоа ќе го направите кога нагло ќе стиснете на стопирачка. Тогаш ќе имате интеракција со автомобилот и тогаш ќе може да знаете како делуваат сопирачките, ESP системот и така натаму. Но, кога ги правите овие маневри, бидете сигурни. Прво, погледнете на ретровизорите, дали воопшто имате автомобил зад вас. Ако немате, тогаш слободно направете го овој маневр. Така ќе биде најбезбедно. Второ е многу битно да го почувствувате управувањето. Мој совет е никогаш да не правите нагли маневри, бидејќи тогаш можете во голема мерка да ја нарушите стабилноста на автомобилот и да се случи подуправување или надуправување. Тогаш ќе бидете доведени во ситуација да се спасувате и себе и автомобилот, а тоа сигурно не го сакате. Адаптирајте брзината на движење според условите на патот. Мој совет е секогаш да држите многу поголемо растојание од останатите автомобили, бидејќи во снежни услови патот на сопирање е многу подолг и по-непредвидлив. Па затоа требате да имате поголемо растојание од останатите учесници во сообраќајот. Така ќе имате можност да допринесете уште повеќе на безбедноста во возењето. Моја препорака е секогаш да ви биде резерварот полн со гориво. Не е само поради спречувањето на замрзнувањето на горивото во резервоарот поради многу ниските температури, туку и полниот резервоар ви дава гаранција дека доколку заглавите на некој непроводен пат, дури и преку ноќ, ќе имате доволно гориво да ви работи моторот, а со тоа и греењето во кабината. Па, ниските температури и лошите метеоролошки услови многу полесно ќе ги поминете и надминете. Во движењето секогаш трудете се да имате повисок пренос на менувачот, бидејќи така ќе можете во случај на стопирање да прешалтате во понисок пренос и да имате помош од моторното почине. За возачите кои имаат автоматски менувач, тогаш префрлете го во мануелен мод на функционирање и намалете го рачно преносот. Прво и основно правило е, доколку не морате да тргате на пат во вакви услови, немојте ни да тргате. Одложете ги за 1 или 2 дена, кога метеоролошките услови, но и состојбата на патиштата ќе бидат позитивни. Нашата инсигнија е опремена со зимски пневматици Continental Winter Contact 850 TS. Во околу 400 километри поминати во снежни услови, можам да кажам со мирна совест дека ова е извонредно решение за една лимузина како што е инсигнија. Пред се, овие пневматици овозможуваат оптимални перформанси на лоши временски услови. Во секој случај можете да го осетите ритамот на автомобилот, управувањето го ја задржува прецизноста и во ниту еден случај немавме никаков
предизвик. Што се однесува до стопирањето, исто така овие зимски пневматици многу добро се покажуваат во снежни услови, пред се поради геометријата на ламелите кои овозможуваат добро припојување на подлогата и исфрлање вишок снег кој се лепи врз нагазната површина на пневматиците. Тоа се однесува до Opel Insignia, таа се покажува како повеќе од зрел автомобил. Потрошувачката е нешто поголема од она очекуваното, но тоа е нормално за зимски услови. Ние одиме понатаму со содржините на Автомагазин, а кон крајот на емисијата ќе го емитуваме и тестот на новата Kia Ceed.